Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Следуваат настаните кои што го одбележува и 10 јануари. Црвен крст Штип донира прехранбени пакети, облека и кебиња за лицата во социјален ризик, како помош за преживување на актуелните поларни температури. Делчевчани внимателно се движат на снегот и замрзнатите улици и тротоари. Најголем дел од повредените се со контузии на лесни повреди и набиеници. Животните во зоопаркот Бриони во Штип соодветно се заштитени и се без здравствени проблеми на овие ниски температури. Имаат доволно храна и слама за затоплување. Дневникот го започуваме со информации за тоа како се одвива животот во регионот на актуелните поларни температури. Студ со ваков интензитет ќе имаме до петок. Лекарите препорачуваат да се избегнува излегување и да се внимава на голомразицата, која е најчеста причина за скршеници на коските. Најпогодени се лицата во социјален ризик. Општинскиот Црвен крст во Штип денес подели прехранбени пакети, топла облека и кебиња на бездомниците и социјално загрозените лица во Штип. Акцијата продолжува и утре. Топла облека, напитоци, храна и средства за хигиена. Црвен крст и Центарот за социјални работи Штип им поделија пакети на безпомошните изнемоштени лица кои немаат услови за живење за време на сибирскиот студ. Денес посетивме 20 на фамилии каде што се ризични на овие ладни температури. Претежно овие лица се стари изнемоштени и лица кои што немаат каде да престојуваат во овие ладни денови. Помошта се состои во пакети со храна, пакети со хигиенски средства, кебиња и душици. Од Центарот за социјални работи велат дека поголемиот дел на граѓани кои имаат потреба од згрижување на ваквите минусни температури одбиваат да бидат згрижени. Центарот за социјална работа излезе на терен во четвртокот, ги посети сите семејства кои што ни се во ризик. Баравме истите да се изјаснат дали сакаат да бидат згрижени во период од 7 дена. Најголемиот дел кажаа дека не сакаат да бидат згрижени, затоа денеска ги посетуваме да видиме како се справуваат со студот и донираме воедно пакети заедно со Црвениот крст. Ниту едно лице не е згрижено, останаа да живеат во своите скромни домови. Центарот за Штип ги посетуваме и контактираме со нив. За сега во државниот студентски дом во Штип е згрижен 67 годишниот Андре Белушков од соседната општина Радовиш. Ми колку дена има? 3-4 дена. Мора има повеќе. 4-5 дена имам. Добро ми е тука. Има. Дека да се помниш, така ли? И јадење има, да. Ужасна беше гледката и кај 70 годишниот Трајко Велковски од Новосело, кој на минус 15 степени се грее на керамида и вели дека ваква студена зима не памти, а одбива и да биде згрижен. Пашливо си работа. Ја тука изгасам цигарето, само тука пековеца да видам дали ќе се чуре. Не. Акцијата на Центарот за социјални работи и Црвен крст продолжува утре во руралните средини. На околу 20 на фамилии ќе им бидат дистрибуирани пакети со храна, топла облека, душици и кебиња. Забрзано се одвива реализацијата на проектите од фармацевската дејност. Ова се информациите добиени од Фондот за здравствено осигурување во Македонија, а во пресред на денешната средба на директорите на фондот, председателот на Фармацевската комора на Македонија и стручните служби на двете институции. Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе овозможи лековите Клексан и Фраксипарин, антикоагуланси кои се на болничка листа и редовно се рефундираат, да бидат на рецепт. 3-месечна терапија за хроничните болни лица и локатор на најблиска аптека и здравствени установи кои имаат склучено договор со фондот. Проектите од фармацевската дејност денес беа представени пред директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Стефановски и Орхан Рамадани, заедно со председателот на Фармацевската комора на Македонија Биста Ангеловска, како и стручните служби на двете институции. Нашата политика е да бидеме транспарентни и да бидеме координирани и синхронизирани со сите еснавски здруженија и со сите оние кои што може да ни помогнат во реализација на одредени наши замисли и проекти, а секако и во тие наши проекти да бидат вклучени сите релевантни стручни лица.
Штефановски посочи дека со фармацевската комора разговараат за повеќе проекти кои ќе бидат од исклучително значење за нивните осигуреници, а тоа ќе значи зголемена достапност за лекови до секој осигуреник и добивање поголемо право на нивниот осигуреник во фармацевскиот дел. А она за што денеска разговараат е во насока на унапредување на правата на нивните осигуреници, но и со теми кои ќе значат унапредување на меѓусебната соработка меѓу фондот и фармацевската комора, која е на исклучително високо ниво. Директорот Рамадани потенцира дека за лекот Клексан во 2015 година со рефундација се исплатени околу 10 милиони денари, зашто сметаа дека ќе може да се најде модуси пациентите да го подигнат со рецепт во аптека. И уште еден нов проект што е предвидено во текот на 2017, разговаравме со претседателката на фармацевската комора. Тоа се однесува на болничко лекување во домашни услови, односно кога пациентот веќе е пуштен дома, како лекови, пример како Клексан, кои во текот на 2015 година само за тој лек со рефундација, значи се исплатени околу 10 милиони денари. Сега сметаме дека ќе можеме да најдеме модус истата да може да го подигнат во аптеки. Председателот на фармацевската комора на Македонија Биста Ангеловска потенцираше дека даваат подршка на проектите кои фондот ги поставува како целни проекти за подобрување на снабдувањето и сака да се подобрат и условите на работење во аптеките, односно разговараат и за оние проблеми и забелешки кои ги даваат нивните членови во однос на потребите на вработените во аптеките. Фармацевската комора на Македонија како асоциација на фармацевтите на во државата постојано соработува со институциите на системот во интерес пред се на пациентите, заради тоа што целта на постоењето на нашата професија е иста со целите кои што сака да ги постигнат фармацевските политики, а тоа е обезбедување на квалитетни, достапни, ефикасни лекови за целото население. Имено буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во делот на лекови на рецепт за 2017 година е околу 3 милиарди денари, дистрибуиран на 774 аптеки со кои фондот има склучено договор, односно преку утврдени квоти. Делчевчани внимателно се движат на снегот и замрзнатите улици и тротоарите. Во одделението за радиодиагностика од 25 прегледани пациенти во текот на вчерашниот ден, само троица се здобиле со скршеници, кај останатите се диагностицирани контузии, налесни повреди и набиеници. Делчевчани внимателни во движењето на снегот и заледените улици, кои поради ниските температури се задржаа веќе неколку дена. Од 25 креирани термини со упат по мој термин на одделението за радиодиагностика и 8 приоритетни пациенти, само кај тројца се диагностицирани скршеници, додека сите останати поминале со контузии, лесни повреди и набиеници. Првиот снег носи најповеќе повреди. Воглавно нашите пациенти од вчерашниот ден и денешниот ден се повеќе со упат на диагноза контузија или повреди. Меѓутоа немаме многу скршеници, позитивни или се само од вчера имавме само 3, а денешните сега баш ми ги донесоа, ќе ги прегледувам. Меѓутоа упатната диагноза на креирани пациенти од 25 на 10 се контузии, а плюс имаме и приоритетни пациенти. Вчера имавме 8 приоритетни, сите со упатна диагноза контузија, меѓутоа за наша и нивна среќа беа негативни, значи немаше скршеница, само нагмечено контузирани пациенти. Воглавном пациентите се придржуваат до советите кои што и Министерството ги објави по медиумите, не излегуваат, а веројатно и ниските температури ги задржуваат дома, внимаваат, така да до сега е добро. Имаме нешто пациенти со бронхопнеумонии, значи веројатно почнува грип со компликации. И тоа се нашите тие пациенти постпразнично од како заврна снегот, значи после божичните празници. Апелот од надлежните кон граѓаните, особено хронично болните и старите лица, останува и понатаму да внимаваат и да не излегуваат доколку тоа не е неопходно. Да се внимава кога се излегува, да се топла облека да се носи. Во секој случај вниманието со адекватна чевла и без потреба да не се излегува.
Инаку регионот деновиве беше под влијание на многу ниски температури, кои што не се забележани неколку години наназад, а доказ за тоа се и заледените води на река Брегалница. Заради ниските температури и снегот, општина Штип во текот на оваа недела ќе работи со скратено работно време и до петок работното време на локалната администрација од 7 до 13 часот без користење на паузата. Градоначалникот на општина Штип ја донесе оваа одлука заради намалената фреквенција на граѓани кои имаат потреба од сервисите и услугите на локалната самоуправа. Со скратеното работно време се намалуваат и трошоците за загревање на зградата, информираат од локалната самоуправа. Веќе петти ден како живата на термометарот е длабоко под нулата, поларна клима и сув студ, а од денес веќе повторно снег имаме во Штип, но животните во зоопаркот Бриони во Штип се соодветно згрижени од овие ниски температури, за кои има доволно храна и слама за затоплување. Снегот не го изненади единствениот зоопарк на истокот. Петти ден поларна клима, сув студ и повторно снег во Штип, но животните се соодветно заштитени од ниските температури, на кои сите сме сведоци. Па и покрај зимските услови и екстремно ниските температури, овде во зоопаркот внимаваме на животните, значи нивните живеалишта ги полниме со слама, со поголема количество на слама, ги даваме по калорична храна и така да не сме имали досега некој проблем. Животните се во добра кондиција. Има и такви животни на кои им одговараат овие ниски температури и зимски услови. Срни, елени, хималајски тарови, муфлони, диви свињи, тоа се животни што се прилагодени на овие услови, така да немаме некој проблем. Сепак, ниските температури не и одат во прилог на сите животни, кои се згрижени во зоолошката во Штип, па за нив се потребни посебни услови. Па има животни што бараат посебни услови, тоа се папагалите, рибите, желките, тие се сместени во посебна просторија каде што има грејење, така да немаме проблеми со нив. Инаку, зоопаркот располага со доволно количество на храна за животните, а има и доволно слама за затоплување. Зголемен број на болни пациенти, зголемена потрошувачка на медикаментозна терапија, а поради користење боледување намален здравствениот персонал во Кочанската општа болница. Иако поради временските услови и намалениот број здравствени работници, отежната е работата на установата, сепак тимското работење на болницата со здравствените домови од Кочани и Виница им помага на пациентите навреме да бидат згрижени. Здравствениот персонал во Кочанската општа болница деновиве го редуцира користењето на годишните одмори, но и поради боледување на одредени здравствени работници, болницата работи со намален број на персонал, вели Оливера Цимбаливик, директор на јавната здравствена установа Општа болница Кочани, која додава дека тимското работење е од исклучително значење во вакви услови. Заради тоа што имаме намален број на здравствени работници, меѓутоа и дел од постоечкиот кадар користи боледување, така да тоа додатно ја отежнува состојбата во организацијата. Сакам да напоменам дека заеднички тимски, значи работиме со итна медицинска помош, со Здравен дом Виница, околу транспортот на пациентите, заради тоа што имаме забележано зголемен број на фрактури како последица на невремето. Значи сите тимски сме организирани и околу транспортот на пациентите. Поради екстремно ниските температури и зголемениот број на лица со грип во Кочани, строго е забраната посета на болните лица на оделенијата што функционираат во склоп на општата болница. Се прави редовна дезинфекција на болничките соби и се постапува согласно препораките од Министерството за здравство, додава Цимбалевик. Значи, дезинфекциони средства имаме поставено на соодветни места, засилена е дезинфекцијата на подови, на работни површини. Здравствениот персонал користи заштитни маски и ракавици. Затоплување имаме во болничките соби. Медикаментозни на терапија имаме доволно, меѓутоа морам да напоменам дека во периодот имаме забележено зголемена потрошувачка на истиот. Дел од пациентите, додаде Цимбалевик, кои што може да се третираат во Кочанската болница, остануваат тука. Оние пак кои што треба да се транспортираат на повисоко ниво, се работи тимски и се препраќаат пациентите во Штип или Скопје.
Изминатата година беше прилично тешка за рударскиот сектор, со многу ниски цени на металите на светските берзи, најниски во последната деценија. Рудниците Злитово и Тораница не работеа до декември, но и во вака тешки услови македонскиот рударски сектор ја заврши успешно, оценуваат од Асоциацијата за рударство при Стопанската комора на Македонија. Оттаму очекуваат и 2017 да биде успешна, со стабилни цени и работа на рудниците во полн капацитет. 2016 година за рударскиот сектор во Македонија ќе биде евидентирана како турбулентна година заради рекордниот пад на цените на металите во последната деценија на светските берзи. Во последниот извештај на Државниот завод за статистика, рударството во државата бележи пад на годишно ниво од речиси 17%. Во Македонија, рударството во бруто државниот производ учествува во процент од 1,5. 2016 година владеја многу ниски цени на металите, практично најниски за последните 10 години и интересно е да се одбележи дека и во такви тешки услови рударскиот сектор во Македонија 2016 година општо земено ја заврши успешно. Рудниците Злетово и Тораница од декември минатата година започнаа со работа, што е предуслов оваа година да биде подобра за македонскиот рударски сектор. Сите рудари се вратени на работа и ќе работат со нови машини и во подобри услови, истакна Николов. Но поради безбедносни причини од Асоциацијата одлучија рударите да го стопираат ископот додека не поминат овие енормно ниски температури. Цените на металите и оваа година се очекува да бидат ниски, но стабилни, а државата, според Николов, мора да има стратегија кое минерално богатство е најисплатливо за експлоатација во одреден период. Значи, рудите и рудните богатства имат почеток и крај и ние како држава мораме да направиме стратегија што е денеска исплатливо и актуелно да се извади од земјата, што треба да оставиме за следните генерации. Сумирајќи ја работата на рударската и металуршката индустрија за минатата година, Асоциацијата за рударство побара од властите да ги зајакнат контролите на дивите експлоататори на минералните богатства, со што би се намалило нелегалното вадење на песок од речните корита. Се понеизвестна е линијата на природниот прираст во Виница. Долгогодишната миграција се рефлектира повеќекратно. Наталитетот и морталитетот во локални рамки речиси се изедначени. Долгогодишната миграција на виничани од ден во ден се повеќе се рефлектира во секојдневието. Последиците се чувствуваат најмногу во стопанството, помалку луѓе, помалку промет, скромна и дефицитарна работна понуда. Храмот Свети Архангел Михаил со загриженост ги соопштува сумираните бројки од венчавките и крштевките 2016-та. Од општина, која пред неколку години имаше своевиден бејби бум, сегашниве најнови податоци не носат оптимизам кај надлежните институции. Во нашата црква 2016 се крстени 109 деца, 36 помалку во однос на 2015-та. Намален е и бројот на венчавките, од 62 полани, лани се заокружиле на 52, а бројот на склучени бракови на ниво на општина е 120. Божикните свадби и крштевки сега се сведени на минимум, вели отец Бранко од храмот Свети Архангел Михаил. Загрижувачки е и фактот што нашите иселеници се поретко навраќаат кон родните огништа, а со тоа и нивните инвестиции овде се сведени на минимум. Не е за занемарување податокот за бројот на умрените. 149 кои починале овде во Виница, не вклучувајќи го бројот на оние кај кои смрт е констатирана во некои од здравствените институции во Кочани, Штип, Скопје. Само во Блатец 2016 починале 23 лица. Ако бројот на вакцинирани новороденчиња во Виница е 153 како официјална бројка од службата за вакцинации, тогаш се понеизвестна е линијата на природниот прираст кога станува збор за бројки кои се калкулираат овде на домашен терен. Во Виница 153, во западноевропските земји родени винички деца дури 90. Лани и полани беа 60-70, до година веќе ќе бидат 100 наши деца во најмалку 5 различни земји. А ако се собере таа статистика наназад само 5 години, некаде 350 до 400 дечиња со виничко потекло ги имаме во Италија најмногу,
во Швајцарија, во Словенија, а сега веќе и во Германија. Инаку, и оваа 2017 година ни започна со женски берикет, првото новородено дете кое општината традиционално го наградува на големиот празник Водици е во село Јакимово. Остануваме на иста тема, наталитетот и морталитетот во Кочани. Во 2016 година зголемен е бројот на крштевки, а намален на погреби регистрира Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Бројот на венчавките изминатата година е ист со 2015 година, изнесува 112 склучени православни бракови. 112 венчавки во 2016, а исто толкав број и во 2015 година. Бројот на крштевки пак е зголемен за 44 во 2016 во однос на 2015 година, а на погреби намален за 23, говори евиденцијата на храмот Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Според статистиката со која што располагаме од протоколите кои што ги водиме како евиденција при храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги, она што особено не радува за разлика од претходната 2015-та, во оваа 2016-та што се сега помина, имаме 281 новороденче кое што е крстено, што е за 44 повеќе од 2015 година. Што се однесува со венчаните парови, бројката е иста како од 2015-та, значи изнесува 112. Што се однесува за покојните лица пак, во 2016 година Кочанскиот храм извршил 243 погреби, што е за 23 помалку во однос на 2015 година, додаде Арсовски. Германија треба да биде способна да реагира на кибернападите со контранапади, изјави шефот на германското внатрешно разузнавање Ханс Георг Масен. Сметаме дека не е потребно само да се одбраниме, треба да сме способни да напаѓаме, така што противникот нема да преземе нови напади, истакна Масен. Тој ја даде изјавата откако германскиот министер за внатрешни работи Томас де Мизиер побара воведување на построги мерки за безбедност, вклучувајќи и спречување на кибернапади. Италијанскиот министер за надворешни работи Марко Минити соопшти дека амбасадата на Италија во Триполи ќе почне повторно со работа, откако беше затворена во 2015 година заради насилствата. Италијанскиот амбасадор денеска ќе врачи акредитивни писма и ќе почне со работа во Триполи, изјави Минити на пресконференцијата со либанскиот министер за надворешни работи. Минити не даде детали за обезбедувањето на амбасадата. Во Триполи во изминатите години беа извршени неколку напади врз амбасади и дипломати. Амбасадата на Италија беше една од последните западни затворени во февруари 2015 година, откако сојузот од милиции Фаџар Либија го зазеде либискиот главен град по жестоки судири. Трошоците на глобалната економија поврзани со пушењето ќе надминат $1 билион годишно, а од цигарите животот ќе го загуба 30% повеќе луѓе до 2030 година. Во споредба со досега покажуваат резултатите од денеска објавеното истражување на Светската здравствена организација и Американскиот национален институт за борба против ракот. Трошоците далеку ги надминуваат глобалните приходи од дануците за цигари, кои се процените од Светската здравствена организација на околу $269 милиарди во периодот од 2013 до 2014 година. Бројот на смртни случаи предизвикани од пушењето се очекува да се зголеми од околу 6 милиони годишно на околу 8 до 2030 година. Над 80% од нив веројатно ќе бидат од земјите со ниски средни доходи, се наведува во истражувањето. Околу 80% од пушачите живеат во земјите каде вкупниот број на пушачи во светот се зголемува. Според здравствени експерти, пушењето е причина за најголем број смртни случаи во светот, кои би можеле да се спречат. Истражувањето во кое учествувале околу 70 научници покажува дека пушењето предизвикува околу $1 билион трошоци годишно за здравје и загуби од намалено производство.
Кошаркарите на Црвена звезда го задржаа максималниот ефект во регионалната АБА лига, откако вчера вечер дури по продолжение ја совладаа Мегалек со 81 наспроти 69. Ова беше најнеизвестниот дуел што актуелниот шампион го одигра оваа сезона во регионалното надпреварување. По нерешените 67 наспроти 67 во дополнителните 5 минути црвено-белите беа убедливи со 14 наспротив 2. Еве ги резултатите на другите 5 завршени надпревари од 17-тото коло. Задар ЦДВ 80 спрема 94, Партизан Карпош Соколи 76 спрема 72, Цибона МЗТ Скопје Аеродром 87 спрема 79, Крка Будуќност 67 спрема 75 и Морнар Олимпија 93 спрема 70. Колото ќе се комплетира вечер по дуелот Игокеа ФМП со почеток од 17 часот. Звездата на Реал Мадрид Кристијано Роналдо ја доби наградата за најдобар фудбалер на светот во 2016 година во организацијата на ФИФА. Наградата од годинава го носи името The Best, откако Франс Фудбал се повлече од заедничкото доделување на признанијата за играч на годината. Португалецот победи во конкуренција на ословите на Барселона и Атлетико Мадрид, Лионел Меси, односно Антуан Гризман. Роналдо имаше исклучително успешна година со која со Реал Мадрид и репрезентацијата ги освои најважните титули во Лигата на шампионите и Европското првенство. Признанието за најдобра фудбалерка на светот и припадна на американката Карли Лојд, а најдобар тренер е Клаудио Раниери. Ова воедно беше се што ви подготвивме за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.